Сдруженијето на новинарите на Македонија, ЗНМ, е Сдружение на професионалните новинари од Република Македонија. Основано е на 17 февруари 1946 година во Скопје, како Сдружение на професионалните новинари на Народна Република Македонија. На 17 февруари 1946 година, во салата на Градскиот народен одбор во Скопје, на повик на Акциониот одбор за основање на Сдружение на професионалните новинари на Народна Република Македонија, се состанаа новинарите од следните скопски редакции: Нова Македонија, Трудбеник, Единство, Радио Скопје и дописништвото на агенцијата Танјук, и го основаа првото здружение на новинари во историјата на Македонија. По дискусијата за преседател на Сдруженијето на новинарите на Македонија едногласно беше избран Мито Хаџивасилев Јасмин, одговорен уредник на Нова Македонија. За подпреседатели се избрани Асен Тодоров, уредник на дописништвото на Танјук, и Пјетро Јанура, одговорен уредник на весникот Фљака е Влазеримит, за секретар Дејан Алексич, раководител на дописништвото Танјук, а за благајник Тошо Шкартов, член на редакцијата Нова Македонија. Собранието избра пленум, надзорен одбор и суд на честа. За почесни членови едногласно беа избрани Димитар Лахов, Павел Шатев, Бане Андреев, Алексо Муртаклов, Димитар Попевтимов, Киро Милјовски, Веселинка Малинска и Лилјана Чаловска. Всушност, организирањето на новинарите почнува и многу порано, или како што тоа сака да го каже живата легенда за македонскиот журнализам Ивко Панговски, тоа беа првите години на заодување во новинарството. Тој не враќа многу порано, во 1930 година, во времето на Вардарски глас, од времето на Коста Рацин, па Трајко Стаматов, Бранислав Нушиć, Блаже Кониски, Пенушлиски. Покрај Нова Македонија почна да излегуваат и уште други гласила: Трудбеник, Стопански вестник, Млад борец, Единство и уште многу други гласила, каде што никнуваше пишуваниот збор. Интересно се каже дека со оглед на недостиг на новинари, во тоа време имавме едно масовно присуство на луѓе кои сакаат да се постелат на новинарството. Затоа во Скопје се формира и новинарска школа, која што беше сместена во просториите на сегашниот Завод за социјално осигурување во Скопје, каде некојаш беше првата удба на Југославија кај Црвениот крст. Прв директор на таа школа беше Бане Конж. Во таа школа беа професори, разни политичари, неколку истакнати новинари, Јово Котовски, Бранко од Нова Македонија и уште многу друго. Со еден збор започна веќе полека едукацијата на новинари и тие новинари полека најдоа место многу подоцна во еден бум што се направи со издавање на гласила во работните колективи. Зборува Радио Скопје. Се сеќава Ивко Панговски дека за новинарството никогаш немало слободно време или работно време. Ние вели спиевме на работа, не ни се исплатеше да се враќаме дома. Имавме примитивна техника, без дописна мрежа, со линкови кои се закажуваа неколку дена порано, без мобилна екипа, и сето тоа функционираше на целата територија на тогашната заедничка држава СФРЈ и нашата социјалистичка Македонија. Мене ми е посебно драго што имав таа чест и тоа задоволство да појдам на собранието на Сдруженијето, кога за прв председател беше избран Јасмин, и морам да кажам дека тоа беше една своевидна ренесанса, едно своевидно славие кога се формира Сдруженијето на македонските новинари. Сдруженијето се формираше во градската кафана во Скопје, ондека на площадот. Прв председател е избран Јасмин, затоа по него да дое Боро Милјовски, потоа Веселинка Малинска, со еден збор се редеа полека луѓе. За таа генерација зборува и спортскиот новинар Атанас Костовски. Тоа беше време кога успехот на поединецот се сметаше за заеднички успех. Солидарноста и меѓусебната поддршка беа правило. Ние работевме на едукација на населението за заживување на спортскиот дух и ги информиравме за тоа. Она што нема цена е дека во тоа време беше несватливо колега да зборува против својот колега, да се напаѓаат новинари меѓу себе. Имаше конкуренција вистинска, но, како би рекол, многу хумана, многу другарска, многу професионална. А тие некои спорадични акции, па Нова година сме заедно скоро сите чекале како секција на спортски новинари. Значи, и сопругите се дружеле. Сме биле на некој начин како тим. Кога работиш како тим, тешко е на некому лошо да му мислиш.
Едноставно во тоа време на почетокот на телевизијата, радиото, беше време кога се докажувавме и сакавме да се дружиме и да се помагаме. Имаше еден надпреварувачки дух, но со една поинаква цел од денеска, односно кој повеќе ќе придонесе за заедницата, за својата матична куќа, за професијата. Здружението и издружувањето на ниво на цела Југославија беа од големо значење. Секој новинар имаше задача на ден да донесе најмалку по 20 вести. Немаме никакви средства за комуникација, одевме пешки, кога ги добивме велосипедите со кои преку овој Боро, и тада можност да одиме, собираме по 20 до 30 технички вести за состојбите во стопанството, за состојбите во развојот, како од извршувањето на планот, со еден збор кои се уредници, тоа беа технички вести што најмногу се пласираа во тоа време. Теми се разработуваа во градот, во Републиката, на Федерацијата. Јас 1994 година станав и председател на Сдруженијето на спортските новинари на Југославија. Дојде редот на Македонија, ме гласаа овде во Скопје да бидам наш македонски представник, председател. 2-годишен мандат и во тоа време во Блед направивме пак улогата на физичката култура во телевизија, во играта. Там се мажем заедно со колегата Никола Солдатов, 30 страници реферат, гледаност, негледаност, кои спортови, кој е улогата на масовната физичка култура. Направиме ние пролетни кросеви, по 150.000 младинци, ученици трчаа. Прво беа школски, па зонски, поној финален крос овде во Скопје на хиподром, речеме директно беше на телевизијата пренесуван. Се тоа нешто го имаме на некој начин како практика, го пренесовме и таму. Во тоа време секој учеше од секого, од тоа како се диши пред микрофон, до тоа како се прави вест, наслов, што е информација, што е коментар. Доаѓаа луѓе од Белград, од BBC и се знаеше дека ова е одговорна и респектабилна професија во која има правила и никој не смел и не помислувал да пласира дезинформација и невистина. Формирањето на дружењето представува еден историски пресврт, затоа што започна одржување на семинари, започна одржување на курсеви. Со еден збор започна комуникацијата со југословенските новинари, кои мора да се признае дека има поголемо искуство отколку ние. Ние во тој период имавме можност да испратиме голем број новинари во висшата новинарско-дипломатско партска школа во Белград. И тие, после кога се вратија, навистина направија свој виден бум во македонското новинарство. Инаку сигурно дека формирањето на асоциацијата, на Сдруженијето, значи многу за организирањето, иако во тоа време нашите барања беа сосема скромни, впрочем и немаме некои пословосени барања, да не се лаземе на тоа дали ми се вршила некава пресија врз новинарите. Има и ќе има такви пресии, меѓутоа не во таква мера како што за жал. Сега ги имаме, морам да кажам дека Сдруженијето одигра историска улога. Полека почна да се зголемува неговиот број, почна да се среднуваат луѓето, да се организираат семинари, да се организираат разни предавања, да доаѓаат врвни познати новинари од Југославија, па и од светот кои што држеа предавања, а тоа значи голема едукација на сите кои се определија да работат на пишаниот збор.
Со самостојувањето на Република Македонија, плурализмот и повеќе партискиот систем доаѓаат и промените и расте бројот на медиумите во Македонија. Во ЗНМ се менуваат различни раководства. Постепено се наметнува важноста на здружувањето, размената на искуствата и учењето на професионалност. По една подолга пауза и нестабилност и рутински пристап на чело на ЗНМ доаѓа раководство со нова енергија за организираност. ЗНМ не е елитистичка организација, туку есновска и професионална, особено се посветува внимание на новинарите од натрешноста. Има 6 центри на ЗНМ во сите поголеми градови, каде што тие се собираат и ги споделуваат со колегите членови на ЗНМ проблемите со кои се соочуваат во работата. Со оглед на фактот дека цели 47 години сум член на Сдруженијето на новинари на Македонија и дека во определени временски периоди сум бил дел од неговите органи и тела, мислам дека имам една, барем најмалку морална легитимација да говорам за неговото значење. Сдруженијето на новинари на Македонија од секој сум го чувствувал како свое семејство, како свој дом, во кое новинарите, вклучително и јас меѓу нив, сум ги остварувал добар дел од своите професионални и интересовни цели. Сдруженијето на новинари на Македонија секогаш е било на страната на своите членови. Имаме ние еден мал број случаи на сериозни притисоци врз новинарството и врз оние новинари кои што сакат да си ја вршат професијата согласно светските стандарди кои што важат за новинарството и кога највисокото раководство на ЗНМ доаѓало кај нас, доаѓало во Штип, доаѓало во Делчев, доаѓало во Кочани и ги решавало тие случаи на единствено можниот начин из диалог со главно политичките чинители. Тој период во 90-тите години тргнува и медиумскиот плурализам и почнува борбата за зголемување на бројот на членовите, а професионалните новинари се повеќе се одлепуваат од оние повоените и приучените. Факултетот за новинарство ги вади првите кадри, а клубот на новинарите при ЗНМ сега има улога како место каде што ќе се разменуваат информации меѓу новинарите од редакциите и ќе се запознаваат се поголемиот број новинари од така наречените приватни медиуми. Медиумите почнуваат да се бројат како печурки во македонскиот плурализам. И свикавме на воредно собрание, го направивме клубот, направивме извршен одбор, се со млади луѓе, јас бев најстар, после направиле на стратегија, променивме некои работи, го дотеравме клубот со помош на донации, исплативме за останатите финансиски небулози што беа оставени 5-6 години. На суд изгубивме околу сегашни пари, некаде околу 10-15 илјади неплатена кирија, евра. Не може да го добиеме тоа. После се најде на помош УСАИД. И ние му кажеме кои се проблемите, они ми рече направите список, што сакате, ние искаме да направиме да се следи, да личи на нешто, ова, и тие многу ни помогна околу последувањето, тоа беше све разрушено. Грани доста како спонзор ни помогна. И она што беше најбитно да фактично после 5-6 години на таква мртва зона или како што се вели пасивност, живна клуба. И не само професионалните стандарди, тогаш ЗНМ презема се врз себе. Го покрива и недостатокот на синдикалното организирање, расправи за прековремените, ноќните часови, за дневниците, патни трошоци. ЗНМ во тоа време обезбедува различни попусти и бенефиции при патувања, се организира соработка меѓу колегите во регионот и на меѓународната сцена. Членската карта на ЗНМ е повеќе од пропусница и гаранција за професионалност во потрага по информации.
Тие години тој плурализам се случува и првата поголема акција на организиран отпор на новинарите. Овде сме дојдените пајтене, Таргет. Пред МВР се собраа сите новинари од најразлични редакции во заштита на својата колешка која беше повредена при известување од една вежба настан на полицијата. веројатно се карактеризира како период во кој Сдруженијето на новинари на Македонија се обиде да направи некои структурни, формални и неформални, да кажам, реформи во самото ЗНМ, особено од аспект на хармонизирање на тие реформи стандарди на Сдруженијето со светските стандарди, да кажам условно, односно промена на сите формални внатрешни документи на Сдруженијето со само една цел за поголемо демократизирање на Сдруженијето, поголем инпут на членовите во самото Сдружение и условно можеби и подемократски избор на раководството на Сдруженијето. Мислам дека тоа се финализираше негде 2010 година, кога на едно собрание што до тогаш не беше направено со многу членови, со многу директен инпут на членството, со да кажам со една форма на започнување, демократска форма на избор на членови кој започнуваше од самите редакции. Веројатно ова раководство ќе биде запамтено по тоа, овој период ќе биде запамтено по тоа што направи такви реформи внатре, да и од аспект и оној аспект што новинарите секогаш се борат, а тоа е демократските аспекти на функционирање на општеството, стигна да покаже дека и ЗНМ има еден таков капацитет да направи такви реформи. ЗНМ тие години го мобилизира и Советот на честа, нешто како почеток и први чекори на саморегулацијата во професијата. Се случуваат првите жестоки осуди на непрофесионалниот пристап во тој журнализам кој се уште се дефинираше на приватни медиуми и државни. Овие децении ЗНМ прерасна во една навистина релевантна организација која што е свртена кон и која што произлегува од СНАФ-от. Имаше различни фази во таа нејзина еволуција. Она што јас би сакала да го потенцирам е саморегулацијата. Од 2001, ако не се лажам, ЗНМ беше еден од носителите на терминот, на важноста на саморегулацијата во новинарството. Преку советите на честа почна да го адресира прашањето како ние самите да се регулираме, за другите да не регулираат, како да ги гаиме, како да ги почитуваме, како да ги промовираме сопствените професионални стандарди. В 2010 се случува едно целосно препакување на единственото новинарско здружение. Тогаш за прв пат од основањето во ЗНМ се организираат слободни избори со масовно учество на над 300 новинари кои непосредно го бираа раководството на здружението. Тие години се случува и првото новинарско востание како најава на новото ЗНМ, еден поагресивен пристап на организирана борба на новинарите. Се размислува и за конечно формирање на новинарскиот автентичен синдикат и за новинарите и за сите медиумски работници, за вистинско реформирано ЗНМ кое ќе застане на страната на професијата и ќе одолее на сите притисоци кои ги носи се поагресивниот пристап на политичарите и новите предизвици, односно појавата на социјалните медиуми и злоупотребата на медиумите. Овде на ова место го почнавме првото новинарско востание што представува почеток на новинарската борба. На едно бело платно ги напишавме пораките и ние новинарите и граѓаните што е она што сакаме за слободата на медиумите. Јас, Мишко, Тамара, Насер,
Едноставно застанавме за целата ова идеја, од каде што понатаму почнува организираното новото здружување во борбата за професијата. Од тука произлезе и она што е ново за нама, нов синдикат на новинари, ново саморегулативно тело или нови правила во обстојбата за слободата на професијата. Синдикатот тргнува во борба за работничките права и спречување на се поголем број на всушност политички откази за новинарите. Советот за етика почнува со она што значи саморегулација, односно некаква брана на државната регулација и во она што значи борба против говорот на омраза, против пушкањето и пропагандата. И се тоа веднаш најде на подршка од меѓународниот фактор и напади и контранапади од пропагандистите кои што држеа до пропагандата, до пушкањето, до лажните вести, до урнисување на професијата. Овде на ова место, всушност пред Музеот за македонска борба, беше и првиот суди со полицијата, кога едноставно ја упативме нашата јасна порака дека нема да ја дадеме професијата и дека ќе се спротивставиме на сите видови на отпор, на сите оние кои што ја киднапираа професијата, кои што ја понижија фелата и кои што ги заробија медиумите. Тука всушност и ЗНМ, и ССНМ, и СЕМ, и сите колеги кои што работат по стандардите, ја почна новото здружување и ја почна новата борба. Со новото раководство избрано на слободни избори се врати и довербата на новинарите во Сдруженијето. Само за кратко време по стартот на новото раководство се почувствува сосема различна мобилизација, а членството на ЗНМ се зголеми речиси петкратно. Ваквото силно ЗНМ, сега со уште еден соборец на сцената ССНМ, стануваат мета на власта која влегува во директна конфронтација со медиумите. Власта тргна со затворање медиуми, ЗНМ и новинарите возвратија со силен отпор и улични демонстрации. Покрај сите притисоци од власта, ЗНМ не се скрши и остана најголемо и најсилно новинарско здружение кое ги здружува слободните и професионалните новинари. Пропадна намерата на власта да се изолира и маргинализира највлијателното новинарско здружение. Еве го нашиот список регистар. Со броевите, со име, презиме, мејл, име на редакција и телефон. Значи, ако некој не верува во ова, може да дојде да го провери овој список. Меѓутоа, овој список не може да го види. Може да го види, меѓутоа не може да го види. Значи, само бројот на книжки. Да. 24 декември 2012 година ќе остане врежано во постоењето на ЗНМ, тој така наречен црн понеделник, кога власта тргна директно со сила врз новинарите. Собраниското обезбедување со сила ги сврли новинарите од собраниската зала за да го скрие подоцна на силното исфрлање на пратениците од седница за носење на буџет на државата. На галеријата, каде што секогаш седат новинарските екипи и ја следат работата на пратениците, беше пуштено обезбедувањето кое ги влечеше новинарите надвор од салата. Прв се спротивстави токму претседателот на ЗНМ, Насер Селмани. Неговите зборови беа: немате право да ја лишите јавноста од информирањето. Јавноста мора да знае се. Ова е противуставно. Ова е вистинската слика за Македонија денес. Тој момент и претходно затворањето на А1 телевизија, весниците и секој нареден пат, тужење, клеветење, бркање, затворање новинари, Сдруженијето е тука.
Стана правило ЗНМ секогаш меѓу новинарите во одбрана на вистината и правото да се известува од јавни настани. Стана повеќе од јасно дека само силно и организирано ЗНМ можеше да се спротистави на донесувањето на рестриктивно законодавство за медиуми со кое сакаа да ја ограничат слободата на говорот. Слободните избори или можноста која што им беше дадена на новинарите сами да избират, да го избират раководството на ЗНМ, мислам дека е најголемо остварување. Зошто мислам така? Затоа што мислам дека притисоците или она што после се случи во Македонија во врска со слободата на медиумите и слободата на изразувањето, мислам дека тоа раководство да не беше избрано од самите новинари, тешко ќе можеше да ги издржи сите тие притисоци на кои што беше изложено од страна на власта. Зошто велам дека тоа не се оствари? Затоа што бројот на членовите на ЗНМ се зголеми. Вие ќе се сеќавате на процесот, на тој чуден процес на пребројување на новинарите, кога власта на некој начин се обиде да наметне некое ново здружение кое што требаше да збори во име на новинарите, и мислам дека таа операција им пропадна, затоа што најголемиот дел на новинарите во Македонија застана за страната на ЗНМ, и вие знаете тогаш дека ние имавме повеќе од 500 членови. Власта возврати со апсење на новинари со апсурдни обвинувања, со откази и принуди за отпуштање на новинари, почнуваат и затворањата. Првата жртва е со образложение за наводно откривање на заштитен сведок. Томислав Кежаровски станува символ на отпорот. ЗНМ ги мобилизира сите новинари и меѓународната јавност, интернационалните здруженија на новинари каде што е активен член. Притисокот расте и деновите во притвор на новинарот. 1 година и 9 месеци трае неговата притворска голгота. Сепак, Сдруженијето на новинари успева да го извлече својот колега првин во куќен притвор, а потоа и на слобода до конечна пресуда. Казната е намалена од 4,5 години на 2 години затвор. Што значи да бидеш организиран, да ги имаш зад себе колегите? Може ми најдобро ќе посведочи затворениот новинар за напишан текст Томислав Кежаровски. Поддршката од колегите можам сигурно јас најдобро да ја опишам. Таму во тие моменти додека бев во притвор и подоцна на издржување на казната затвор, имаше и лекари, имаше и професори универзитетски, имаше луѓе од секој профил. Но за одбележување е фактот дека само новинарите застанаат за својот колега. Искрено да ви кажам, во тие моменти се чувствував и силно, меѓутоа и гордо. Многу од лицата со кои што на некој начин бев во контакт, просто ни завидува на нас колегите. Само заради тоа што колку вие надвор бевте организирани, толку завидува и на мене за сета таа поддршка. Случајот Кежаровски сушност беше порака до новинарите и ЗНМ. Сите ќе завршите во затвор ако сте непослушни. Овој период бележи најразлични форми на притисок, од затворање на цели медиуми до затворање на новинари. Тука се бројат и чистките од екраните на членовите на ЗНМ и на ССНМ, директни закани и отпуштање на нивни челници и преседатели, судења, изрежирани илустрации, цензура, професионални ликвидации. ЗНМ секогаш е на страна на професионалните стандарди, на медиумите и заштита на своите членови. Колеги, прво да ви се заблагодарам што дојдовте денеска на овој протест, за да изразиме нашето незадоволство од начинот како некои суди постапуваат по тужби за клевета и навреда против новинари.
Сакаме да потсетиме дека судот е гарант за слободата на изразување и за сите човекови слободи и права. Сакаме да ги поддржиме судиите кои што почитуваат закон и ја спроведуваат судската пракса од Страсбург. А да ги повикаме овие другите да не изрекуваат високи казни за клевета и навреда против новинари за да им се умилкуваат на политичарите за да добијат функции, туку да спроведат закон. Среќен сум денеска заедно со новинари, студенти, граѓани од цела Македонија, што се солидаризираме со новинарот Кежаровски, кој е затворен затоа што веруваше дека Македонија е демократска земја, во која новинарите слободно можат да ја вршат својата работа како коректив на власта. Додека целиот демократски свет го слави денот на слободата на печатот, ние дојдовме през затворот во Шуто Оризари затоа што неговата символика најдобро зборува за нашата неслобода. Ги потсетуваме судиите во Македонија дека нашата земја е втора во Европа каде има новинар во затвор. Прво беше осуден Томислав Кежаровски, сега е Божиновски и гласно прашуваме кој ќе биде следниот. Декриминализацијата на клеветата во 2012 година беше една од крупните успеси на ЗНМ. Со тоа се укина казната затвор за клевета, а над 325 новинари се ослободија од тужбите за клевета по кривичните судови. Во наредните години и бројот на тужбите за клевета против новинари драстично се намалува. ЗНМ тргнува со организирана правна заштита и бесплатни застапувања на новинари, пошто полека престанува практиката политичари да замолчуваат критички новинари со тужби за клевета. Најпрво ни организиравме, еден вид на едукација за новинарите, какви текстови треба пишуваат за да избегнат тужби за клевета и навреда. И вториот дел на проектот беше бесплатна правна помош на тие новинари кои што се тужени за клевета и навреда. Од тој период, од пред 7-8 години до сега, постојано се наоѓа начин таа соработка продолжи. Во рамки на таа соработка, јас имам брањето некаде 40 новинари кои што биле тужени за клевета и навреда, вкупно во од прилика би рекол некаде 60 на 70 на постапки. Има мал број на пресуди каде што новинарите се осудени за клевета и навреда, така што сметам дека оваа соработка јас досега би ја оценил како успешна. Мислам дека голем дел од постапките се иницираат не за да се добие некоја пресуда со која што новинарот би бил осуден, туку токму тоа да се да се направи притисок на новинарот, да кај него се створи еден механизам на автоцензура. Значи, заради стравот од можноста да биде тужен, да избегне пишување на критички текстови кон некои функционери на власта, политичари, бизнисмени и така натаму. Така што мислам дека тука лежи главната опасност во овој механизам. Значи, како што кажав, има мал број на пресуди каде што новинари се осудени за клевета и навреда. Меѓутоа, останува еден друг аспект на оваа проблематика, дека има процеси кои што траат со години. Новинарите се појавуваат пред суд и сето тоа представува еден вид на притисок врз нив. Така што јас сум бил сведок дека тој механизам на автоцензура за жал се јавува кај некој од новинари. На тој привиден мир со намалување на бројот на тужби за клевети и подобрување на судската практика го застани случајот на Фокус, во кој судот изрече висок надомес за нематеријална штета за душевна болка на шефот на тајната полиција. Всушност, намерата на власта беше да се згасне уште еден медиум, уште еден неделник како символ на вистинско критичко новинарство, кое бара отчетност и одговорност од власта. Па за Фокус најважна акција што ја направи ЗНМ до сега се разбира помошта што ја собра од 10.000 евра за казната, за Фокус да ја плати казната која му беше определена од судот во судскиот процес на екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, кој го тужеше Фокус за клевета во еден така бизарен процес
се разбира дека целиот тој процес ја покажа фактички поврзаноста на судството со партијата на власт, дека тоа одработуваше за владечката партија. И што подосна го видовме и од бомбите, ова е време, нели, долго пред бомбите. Меѓутоа, особен проблем стана тоа што нас на вистина ни се закануваше таа казна, која не е малечка, од 10.000 евра, да го запре излегувањето на вестникот. Затоа што во еден континуиран процес тужби кои што се поднесуваа против Фокус, следеа и други процеси, и ова беше само еден пример, нели, како да продолжат да судат судиите. Во минатото Фокус имаше такви казни и во поранешниот, односно со поранешната власт, поранешниот председател Црвенковски, премиерот Хари Костов исто така добија еден процес против Фокус од 50.000 евра, но ова е време по загинувањето на Никола Младенов, кога на вистина Фокус со крајни напори и со избедување финансиска помош од разни институции, односно фондации, странски фондации, успеа да повторно возобнови. За нас во Фокус од огромна помош беше акцијата на Сдруженијето на новинарите на Македонија за собирање финансиска помош за да може нашата редакција да ја плати казната која ни беше определена во износ од 10.000 евра плюс 2-3 судски трошоци, значи некаде 12-13.000 евра. Состојбата е ваква каква што е, затоа што уште тогаш рековме дека медиумите, дека основна причина за лошата состојба со слободата на медиумите во Македонија е тоа што медиумите се контролирани од власта. Практично во Македонија е создаден систем во кој власта ги користи медиумите за одржување на власта, за креирање на некоја перцепција која што одговара на власта, со цел да се одржи таа на власт. Декриминализацијата, правната заштита, борба за законска регулатива според европски стандарди, преговори со владата, грижа за секој новинар и член на Сдруженијето е новата реалност за новото ЗНМ. Повеќето средби на тркалезни маси, обуки, разговори со обвинителството, судството, заедничките средби за запознавање со спецификите на новинарската работа, придонесоа судиите да носат и праведни одлуки согласно со европските практики и стандарди на новинарската професија. Знаете дека и пред избори не успеа ни обидот на владата да се донесе закон со кој сакаат да го легализираат овој практично коруптивен систем на финансирање на медиумите и мислам дека и после изборите, било кој да ги добие изборите, мислам дека нема да може да се институционализира тој систем, тој коруптивен систем на финансирање. 9 февруари 2017 година доаѓа меѓународната потврда за вистинскиот пат и одиум на реформираното ЗНМ. Европскиот суд за човекови права во Страсбур ја прифаќа жалбата за пресателот на ЗНМ Насер Селмани и уште 5 новинари кои поднесоа тужба против државата Македонија за исфрлањето на новинари од седницата на собранието, тужба која Уставниот суд на Република Македонија ја отфрла како неоснована. Уставниот суд не пресудил правилно. Новинарите имаат право, тоа е попречување на слободата на медиумите и информирање на јавноста која има право да знае се, порачува пресудата од Страсбур. Ова е победа на новинарството, ова е победа на слободата, ова е пораз на режимот кој тепа и затвора новинари и ечеше по социјалните мрежи. Голем дел од провладините медиуми ја сокрија веста, но експертската јавност процени дека ова е историска победа на една новинарска организација во целиот регион и пример за светската јавност.
Токму затоа и секогаш и во секое време престижни се наградите кои ги доделуваат ова вистинско и најстаро еснавско здружение. Тоа е наградата за животно дело, за одработеното во професијата Крсте Петков Мисирков и наградата Јашар Еребара за истражувачко новинарство. Конкуренцијата секогаш е голема, а големи и престижот да се има наградата на своето ЗНМ. ЗНМ е иницијатор на првото саморегулативно тело во Македонија, Советот за етика на медиумите. Секојдневно до ова тело пристигнуваат се повеќе жалби, а комисијата ревносно работи на нив и првин со медијација, а потоа и со укажување и одлуки ги опоменува медиумите за нивните грешки. 180 представки за 2 години постоење е респектабилна бројка и за повеќето саморегулативни тела во регионот. Во 2016 година, за време на разговорите на партиите за решавање на политичката криза, ставовите на ЗНМ и на другите новинарски и медиумски организации добиваат меѓународен легитимитет. Предлогот на европскиот посредник Питер Ван Хојте за медиумските реформи во најголем дел ги содржат барањата на новинарите. Како резултат на инсистирањето на ЗНМ беше прогласен мораториум на владени реклами за кои новинарската заедница смета дека власта ги користи за корумпирање на медиумите. Заедно со медиумските организации се бара од партиите и од носителите на власта да се зајакне јавниот сервис преку департизација на управните органи и обезбедување стабилен извор на финансирање на македонската радиотелевизија. Освен тоа, ЗНМ бара деполитизација на медиумскиот регулатор, кој е под силно влијание на власта. Она што престојува и она што треба да работиме или да се фокусираме во наредниот период, тоа е околу прашањето на прекинувањето на практиката на неказнување на насилството против новинарите. Мислам дека тоа е основен предуслов за да се создадат амбиент во кој новинарите непречено ќе можат да ја извршуваат нивната работа во интерес на граѓаните. Ако тие постојано се изложени на притисоци, закани и напади, а при тоа државните институции не ги решаваат тие напади, практично тоа практично покажува дека државните институции го мотивираат тој вид на напади против новинари. Поминува вториот месец од 2017-та. Се очекува формирањето на новата влада и старо-новата задача и обврска на ЗНМ. Чистење на затворениот медиумски простор преку враќање на професионалните стандарди во информирањето, враќање на слободата на медиумите или враќање на новинарството во медиумите. Целосни реформи на кои што се согласија сите, и политичарите, и граѓаните, и целата медиумска заедница. Борбата продолжува. ЗНМ секогаш на страната на професијата.